грешка или пропуст што се прави, не спојување на сафови. Гледај сега, прво гледај. Значи, 1000 пати, може некој досадно сумише, ама Аллах е сведок. Доаѓаш во џамија, влегој полни саф. Немој да седнеш кај врата. Зошто оние што ми се качат горе, а многу ме нервират, може ми влегуваме тука на врата полна, а мислиме се качиме горе. Бе, полни го сафот полни го. И како рекол пејгамбер, хајру суфуфи риџал аввалуха. Највредни сафови се првите сафови. Најлоши сафови се лошите. Како? Има лоши, добри? Да, има. Да, има добри и лоши сафови, вели пејгамбер. Бидејќи, они што доаѓаат до прв саф, тие има доказ дека сакаат да научат да кланјат поблиску до Аллах. Они што кланјат позади, тие се влечат. Оđа чекај да го наполнат сафот. Тебе ти 2000 пати. Влегуваш џума, било шикиндија, кој било, влези во саф напред. Влези, немој позади на врата. Му даваш простор на тој горе да се качи и горе да игра со телефон. И да те нервира, да те вознемирува. И сафот не е полн. Вели пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, савву суфуфакум фа инна тасвијата сафи мин тамами ссала. Хадис сахих. Помнете ги сафовите и исправете ги сафовите, бидејќи од сафовите зависи потполноста на намазот. Потполноста на намазот. Да биде нешто потполно, комплетно, саф, полн и прав. И колку е важно, а вика посебно вика треба да се внимава на крајевите на намазот, на крајевите сафот. Крајевите на сафот. Десна лева страна. Зошто? Значи, јако ми сме 2-3 сафа преку ден. Стално имаме попрај саф, потполни саф. А замисли што ли пејгамбер? Леу јалему насу, луѓето, да знаат што значи саф и да знаат што значи језан, ќе се надпреваруваат, ќе излекуваат ждрепка или шорт. Значи, празно место, влези одма. Зошто? Вели пејгамбер алейхи селам. Пејгамбер алейхи селам вели: "Мен седде фурџетен бен Аллаху леху бейтен фил џенне." Кој ќе потполни саф, гледаш пред двајца празнина и влезеш ти прв, Аллах ти ќе ти изгради куќа во џеннет. Гледаш, ти вели гаранција куќа во џеннет, што му даваш прилика на друг? Ако вие се надпреварувате за дуња, надпреварувај се за ахирет. Полни саф, не чекај одма. Кој ќе поврзе саф, Аллах ќе го поврзе со лах, со рахмет, со милост, со џеннет. И готово. Немој да мислиш после да се влечеш позади и прв да избегаш. После да влегуваш, прв излегуваш. Во џамија биди прв кој влегува, последен кој излегува. Во пазар биди последен кој влегува, прв кој излегува. Зошто? Бидејќи на пазар се купува дуња, а во џамија се купува ахирет. Саф, прв и полни саф.